под 3% на годишно ниво треба да биде зголемувањето на цените на основните артикли во маркетите. Ова е клучниот договор на средбата помеѓу представниците на најголемите супермаркети во државата со премиерот Христијан Мицкоски, одржана во владата. Една од тие цели е да во јули месец годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи не биде поголема од 3%, односно да биде под 3%. Се сложивме сите. Во трговскиот систем маркетите се само едни од учесниците, поради ова Мицкоски најави. Потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни затоа што граѓаните мора да добијат најдобра услуга и најквалитетни производи по оптимално најниски цени. Тоа е она кое што е заедничка цел. И тоа е она кое што вчера го разговаравме на состанокот и тоа е она за кое што се сложивме. Во меѓувреме, владата прави голем број анализи, но задачи има и Државниот пазарен инспекторат. Истовремено Државниот пазарен инспекторат доби за задача да направи компаративна анализа помеѓу цените на еден ист производ, еден ист артикал на добавувачите кон маркетите и цените на маркетите за тој ист производ кон потрошувачите граѓаните за месец мај 2025 споредено со месец мај 2026. Да видиме што е тоа кое што тука креира состојба да ние имаме зголемени цени на основните прехранбени производи. Ова е еден од клучните владини чекори, годишната инфлација да биде помала од 3%, а граѓаните да не бидат жртви на неправедно високи цени. Освен овие, владата презема и други мерки во споменатата насока. Премиерот Христијан Мицкоски не е оптимист дека наскоро односите помеѓу двете држави по прашањето на евроинтеграциите на Македонија ќе се подобрат. Напротив, тој смета дека тие во овој момент се радикализирани, посочувајќи ја вчерашната нота од бугарска страна. Сигналите кои што доаѓаат од таму не ме прават оптимист, напротив, состојбата се радикализира. Еве да речеме, вчера видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и можеби единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што можеби исто така би биле интересни за јавноста. Така што вчера видов еден преседан, второ јас за ова веќе ги информирав и партнерите од НАТО, затоа што со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство. За Мицкоски, сето ова не е добро, но според него владата треба да продолжи да си работи својата работа. Сите овие индикатори кои што ги гледаме не велат дека одиме кон подобрување, туку напротив имаат некои аматерски потези кои што за мене се тотално неразумни и нејасни, но како и да е, ние да си останеме фокусирани на тоа што е наша задача, а тоа е да испорачуваме за реформската агенда, да ги правиме реформите дома, да ја градиме економијата, да растеме и така натаму. Тоа е она кое што представува наша задача како влада. Тие нека се терат својата работа, ние работата за која што сме бирани од граѓаните, тоа е да испорачуваме проекти и да решаваме проблеми. Во исто време денес председателот на Собранието, Африм Гаши, имаше билатерална средба со председателката на Бугарското собрание Михаела Доцова за соработка на парламентарно ниво, а во однос на уставните измени. Владата денес ги усвои измените и на дополнувањата на буџетот за оваа година. Се очекува економски раст од 3,5 и инфлација од 4,5%, соопшти министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска. Со овој ребаланс на буџетот вкупните приходи се ревидираат на ниво од 379,2 милиарди денари. На приходната страна даночните приходи остануваат речиси на првото планирано ниво
и се проектирани на 213,2 милиарди денари, што е минимално намалување од околу 900 милиони денари, односно за 0,4%. Ова намалување е резултат на ревидираните приходи од акцизи и корекции во ДДВ. Инвестицијскиот раст ќе биде 7,2% и тоа е владин фаворит за економскиот раст. Главен носител на растот ќе бидат инвестициите, за кои се проектира реален раст од 7,2%, поттикнат од реализацијата на инфраструктурните проекти, капиталните инвестиции и проектите во општините. Во однос на ценовните движења, поради надворешните притисоци и растот на цените на енергенците и примарните производи на светските пазари, проектираната просечна инфлација за 2026 година изнесува 4,5%. Како одговорна влада и одговорно Министерство за финансии, наша обврска е навреме да реагираме и да ги усогласиме буџетските проекции со реалните економски движења, истовремено обезбедувајќи средства за исполнување на законските обврски, поддршка на граѓаните и продолжување на инвестицијскиот циклус. Димитриевска Кочовска, елаборирајќи ги измените и на дополнувањата на буџетот, констатира: Верувам дека со овие измени и дополнувања на буџетот создаваме основа за продолжување на економскиот раст, забрзување на инфраструктурниот развој и реализација на проекти кои ќе донесат конкретни придобивки за сите граѓани на Република Македонија. Со ДСМ преспрашуваат дали генералниот секретар на владата Игор Јанушев има фирма во Бугарија регистрирана во Кюстендил. ВМРО ДПМН вела дека Венко Филипче однапред капитулирал пред Бугарија и ја подготвува јавноста за нови национални отстапки ако дојде на власт. Според документи објавени од медиуми во Бугарија, генералниот секретар на владата на Мицкоски Игор Јанушев е поврзан со компанијата Флугбан Транс ДОО со седиште во Кюстендил. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев има бугарски пасош, односно е бугарски државјанин. Прашањето кое треба да го одговори, на кои бугарски корени се повикувал Јанушев. Сега излегуваат информации дека е поврзан и со фирма во Бугарија. Тука, почитувани, е суштината на скандалот кој бара институционална истрага и постапка. Додека Бугарија секојдневно испраќа пораки со кои се негираат македонскиот јазик, историја и идентитет, Венко Филипче не гледа никаков проблем. Наместо да застане во одбрана на македонските национални позиции, тој ја убедува јавноста дека нема причина за загриженост. Филипче не преговара, не бара гаранции и не поставува црвени линии. Напротив, тој уште пред да добие каква било одговорност од граѓаните, испраќа порака дека е подготвен да ги прифати условите кои Македонија со години ги одбива како неправедни и понижувачки. Тоа е однапред прифатен пораз. Истата политика ја водеше и Зоран Заев. Прво ги убедуваше граѓаните дека нема опасност, а потоа следуваа отстапките. Веќе трета година испораката на учебниците во училиштата е надминат проблем, изјави министерката за образование Весна Јанеска. Оваа година имаме испорака на учебници од прво до трето одделение во април и мај месец, а во од идната недела почнува доставата на учебници од прво до девето одделение. Од прво до трето одделение се испорачани околу 250.000 парчиња, се вкупно учебници ќе бидат испорачани 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од прво до осмо и први и втори клас гимназија, остануваат да се доработат како нови учебници следната година учебниците за девето одделение и учебниците за трети клас гимназија. Освен дома, учебници ќе добијат и децата во диаспората. Во нашите училишта има и испратено и во Токио, и во Лондон, како и во Виена за наши ученици таму, а наши учебници можете да пронајдете и во библиотеката на Конгресот во Соединетите Американски држави. Од денеска течат уписите за вториот, но познати се бројките од првиот уписен рок за средните училишта. Во првиот уписен рок се запишани 14.500 ученици, се извинувам. Денес трае вториот уписен рок, каде што очекуваме уште околу 2000 ученици да бидат запишани, со што речиси би се пополнил целиот број кој го очекуваме, 9 одделенци да бидат запишани во средните училишта.
Во април 2026 година просечната месечно исплатено бруто плата по вработен изнесува 73.366 денари, додека просечната нето плата изнесува 48.779 денари. Според податоците на Државниот завод за статистика во однос на април 2025 година, бруто платата е повисока за 7,4%, а нето платата за 7,3%, што укажува на континуиран раст на примањата кај вработените. Зголемувањето најмногу се должи на повисоки плати во секторите финансиски дејности и осигурување, снабдување со вода и управување со отпад, како и во трговијата на големо и мало. Странските директни инвестиции во Бугарија убедливо растат од почетокот на годината, кога Бугарија влезе во еврозоната, а единствената европска валута го замени левот. Според податоците на Бугарската народна банка, на крајот на април, привлечениот странски капитал во Бугарија достигна 2,021 милиарди евра, што е 7 пати повеќе од инвестициите направени во бугарската економија во истиот период во 2025, кои изнесуваа 276 милиони евра. Важна карактеристика на странските директни инвестиции се кредитите што ги даваат матичните компании на нивните подружници во Бугарија. За првите 4 месеци од 2026 тие достигнаа 634 милиони евра. Овие средства се обезбедени привремено и во иден период ќе треба да ги вратат бугарските компании. Турските обвинители издадоа налози за апсење на 241 осомничен за поврзано со екстремистички групи, меѓу кои Исламска држава. Во рациите на полицијата и жандармеријата во Анкара приведени се 209 лица. Помеѓу приведените 56 лица се осомничени за поврзано со Исламска држава, а уапсени се и 35 членови на ултралевичарската револуционерно народно-ослободителна партија Фронт, кој извршува вооружени напади и атентати во Турција. Со 18,4 милиарди денари, најголеми инвестициски циклус за општините во поновата историја на Македонија е реализиран за само 2 години, објави денеска на прес министерот за локална самоуправа Златко Перински. Тоа не се само бројки, но нови улици и патишта, водоводи и канализации, реконструирани училишта и градинки, посочи Перински. За само 2 години, преку двата јавни повици беа одобрени 1116 инфраструктурни проекти во сите општини од државата, во вкупна вредност од нешто повеќе од 18,4 милиарди денари. Ова е најголемиот инвестициски циклус за општините во поновата историја на Македонија. И тоа не се само бројки во извештаите. Тоа се нови улици и патишта, водоводи и канализации, реконструирани училишта и градинки, енергетски ефикасни јавни објекти, туристичка инфраструктура и подобри услови за живот во секоја општина. Со системско решение за прв пат државата има детелен увид за состојбите во општините и нивните потреби. Воспоставен е ресурсниот центар за поддршка на општините. За прв пат воспоставивме и ресурсен центар за поддршка на општините. Со години се зборуваше за недоволните капацитети на локалната администрација. Ние не останавме само на констатација. Создадовме системско решение. Формиравме база на експерти. Изработивме практични прикрачници за градоначалниците и општинските администрации. Спроведовме сеопфатна проценка на потребите на сите општини и изработивме профили за секоја општина во државата. За прв пат државата располага со детална слика за состојбите и потребите на секоја општина и врз таа основа ќе ги креираме мерките за поддршка. Виница покажува многу добри економски приходни параметри. За една година компаниите во општината генерирале повеќе од 340 милиони евра, приход што е најголем досега, но и со најдобра тенденција. Структура на компаниите воглавно е трговија со горива, кондиторска индустрија, производство на мебел, градежни материјали, хартија и картон и други дејности. Според податоците што ги анализираше порталот Пари од Бизнис мрежа, во 2025 година вкупно 452 трговски друштва од Виница оствариле приход од 341,4 милиони евра, што представува раст од 6,39% во однос на претходната година. Истовремено, вкупната добивка изнесувала 13,7 милиони евра, практично на истото ниво како и во 2024, со минимален пад од 0,15%.
Особено е впечатливо што 10 најголеми компании во Виница сами генерираат приход од 264,6 милиони евра. Тоа покажува дека економската слика во голема мера ја создаваат неколку силни компании, предводени од нафтениот бизнис, кондиторската индустрија и трговијата. Општината е во постојан контакт со бизнис заедницата и заеднички градиме стратегија за динамичен развој и изголемување на конкурентската отпорност. Нашите компании имаат поддршка во секој сегмент и комплетно се ставаме во функција на бизнисот. Изјави градоначалникот Митко Костадиновски. Кога станува збор за приходот, Виница има апсолутен лидер. Дади Оил и во 2025 година останува убедливо најголемата компанија во општината со приход од 140,1 милион евра. Веднаш зад неа е Мак Прогрес, производителот на добро познатите кондиторски брендови винчини, кој остварил приход од 41,4 милиони евра. На врвот е и Дади Компани со 33,9 милиони евра. Компанија што е во сопственост на Дади Оил со дејност трговија на мало со моторни горива и мазива. Според овие податоци, трите водечки компании заедно генерираат над 215 милиони евра приход. Практично, тие сами ја создаваат главната економска тежина на Виница. Иако 10 најголеми компании во Виница во 2025 година оствариле приход од 264,6 милиони евра, нивната заедничка добивка изнесува 9,26 милиони евра. Тоа значи дека на секој 100 евра приход во просек остануваат помалку од 4 евра чиста заработка. Бројките покажуваат дека виничката економија се потпира на дејности со голем обем на работа, но со релативно ниски маржи, каде што секое зголемување на трошоците директно влијае врз профитабилноста. Пробиштип го решава проблемот со водоснабдувањето во летниот период. Во завршна фаза е реконструкцијата на главниот резервоар за водоснабдување на Пробиштипската филтер станица. Со ова општината го решава проблемот со редовното водоснабдување во летниот период во високите зони. Со овој проект кој што е во вредност од околу 100.000 евра, се опфатени и инјектирање на пукнатините, поставување на нова кошулица на целиот резервар, како и обработка на ѕидовите со водонепропуслив слој кој што се нанесува во 3 раце. Сега сме во завршна фаза, иако рокот е до крајот на јули, на нас ни е потребно бидејќи се веднаш да се заврши овој проект, бидејќи во летниот период е зголемена потрошувачката на вода за пиење и ние како град имаме проблеми посебно со горните зони од градот. Меѓутоа, како што кажав, веќе целосно е завршен овој проект, се чека уште период на сушење на подлогата, пошто ќе има уште еден слој премачкување заштитен за изолација и ќе биде пуштен во употреба. Се надевам дека за 15 на дена ќе биде целосно завршен овој проект. Паралелно се финализира изработката на проектот за градба на нов резервоар, пумпна станица и цевковод. Тоа ќе возможи постојана редовност во водоснабдувањето на високите зони во градот. Пумпната станица за горната зона ќе биде овде на ова локација, меѓутоа резерварот од кој што треба да се снабдува високата зона ќе биде на околу 500 метри повисоко од овде, со што ќе се реши и проблемот за високите делови на градот. Во меѓувреме, општината очекува финансиска подкрепа во висина од 500.000 евра од Министерството за животна средина за набавка на нови филтри за вода, замената на старите со нови, квалитетот на испорачаната вода од филтер станицата до Пробиштипјани ќе се одржи на стандардното високо ниво за наредните 10 години. Од април месец, граѓаните на Делчево и околните градови повеќе не патуваат во Скопје по специјалистички прегледи за дерматовенеролошки болести. Донацијата од Министерството за здравство на апаратот за теледерматологија во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево од суштинско значење. Станува збор за една суштинска реформа, односно пациентите ја добиваат здравствената услуга на лице место без физичко присуство во клиничкиот центар во Скопје. Прегледот се врши со лекари од клиниката за дерматовенерологија во Скопје со помош на апаратурата која што е донирана од Министерството за здравство. Пациентите се наоѓаат во Делчево во здравствениот дом. Кои се придобивките за пациентите од овој апарат? Со тоа, пациентите, сите пациенти со кожни заболувања од Делчево и од околината имаат можност да добијат стручна диагноза, препорака
од специјалистите од клиниката за дерматологија, со што се намалува времето за чекање, трошоците за патување, оптеретување на здравствената установа во Скопје. Пациентите добиваат ефикасна услуга, точна услуга, со многу помалку финансиски средства и пациентите се доста задоволни од новата услуга која што ја нуди телемедицината. Телемедицината воедно ќе се користи во други здравствени области, потенцираше директорката Георгиевска. Надеваме дека ќе бидеме вклучени во други проекти. На сличен начин ќе биде искористена телемедицината во други области од здравството, бидејќи ние како град кој што е доста оддалечен од првите болнички установи, особено од општа болница, од клинички центар Штип, имаме потреба од здравствени услуги. Недостигот на здравствениот кадар, со недостигот на здравствениот кадар на овој начин ќе бидат покриени доста услуги кои што покажуваат досега во пракса покажуваат дека се безбедни и ефикасни во поставување на дијагноза и терапија. Со упат од матичен лекар, пациентите секој вторник во амбулантата за телемедицина во Делчево ќе имаат прегледи со специјалисти од клиниката за дерматовенерологија од Скопје. Најмалку 20 прегледи со итен и приоритетен упат има на ден во овој период на кожното оделение при клиничката болница Штип. Најчесто доминираат убоди од инсекти, кои кај дел од пациентите предизвикуваат изразени локални реакции, но понекогаш и посериозни алергиски состојби. Изјави началникот на оделението доктор Мирела Василева. Освен убоди, чести се итните случаи на тромбофлебити и тромбози. Апелот до граѓаните е да внимаваат на заштита од инсекти, да одржуваат добра хигиена на кожата, да избегнуваат прекумерна изложеност на сонце и навремено да побараат лекарска помош при појава на симптоми. Порачува доктор Мирела Василева. Пехчево по 17-ти пат ќе биде домаќин на дводневен музички спектакл, фестивал на дувачки оркестри кој ќе се одржа на 10 и 11 јули 2026 година на градскиот плоштад Свети Петар и Павле, по повод празникот на градот Петровден. Фестивалот на дувачки оркестри е со голема традиција од 17 години веќе и оваа година општината ќе понуди на сите туристи, посетители и граѓаните на општина Пехчево кои што ќе дојдат и ќе уживаат во двете фестивалски вечери. Оваа година фестивалот се одржува на 10 и 11 јули. Фестивалот ќе понуди богата програма исполнета со настапи на најголемите домашни и балкански музички звезди. На 10 јули фестивалот ќе го започнеме со наши локални изведувачи. Тука се пензионерскиот хор Малешевска китка, а потоа ќе настапи Кверкус бенд и Матеј, како и Бојана Ѓузелова. Продолжуваме со Бојан и Богдан Ристич, тоа е дувачки оркестар од Република Србија, наши долгогодишни соработници, големата српска естрадна звезда Кеба и на крајот вечерта ќе ја завршиме со Брас Брадерс. Вториот фестивалски ден е посветен на најмладите, но и вечерниот настап на музичката звезда Теодора Джехверовиќ. На 11 јули во сабота продолжува фестивалската вечер. Имаме најпрвен детска програма за дечиња, фестивалот на детски песнички поточиња. Тука е театарска представа на отворено исто така за деца. Продолжуваме понатаму со естрадната звезда Теодора Джехверовиќ, ќе настапат и Бело Копче и на крај вечерта ќе ја завршиме со Ике Декока. Во рамки на 41-то издание на Штипско културно лето 2026, утре вечер љубителите на квалитетната музика ќе имаат можност да уживаат во концертот на легендарниот Владко Стефановски и неговото трио. Концертот ќе се одржи во Дом на млади Штип со почеток во 21 часот и е дел од богатата програма на годинешното Штипско културно лето, кое се одвива под мотото Ритамот на културата. Публиката ќе има можност да ужива во препознатливиот звук на еден од најдобрите македонски гитаристи, чии настапи секогаш привлекуваат голем број посетители и љубители на врвната музика. Оставката на британскиот премиер Кир Стармер предизвика уште еден бран политички превирања во Обединетото кралство, но како што се менуваат политичарите, една константа на Даунинг Стрит 10 останува. Мачорот Лари, главниот ловец на ловци, сега го испрати својот 6ти премиер и мирно го чека својот 7ми. Се чини дека ако некој во Британија навистина ја разбира политичката нестабилност, тоа не е искусен новинар или стручен аналитичар, туку 19 годишната мачка која стана едно од најпрепознатливите политички маскоти во земјата. Лари служи како главен ловец на глувци во кабинетот од 2011-та, кога пристигна од познатото светилиште за животни Бетерси.
Тој беше доведен поради неговите вештини за фаќање глувци, но со текот на времето неговата улога прерасна во нешто многу повеќе. Тој стана неопходен дел од инвентарот на Даунинг Стрит, често појавувајќи се на официјални фотографии и јавни објави. Утре времето претежно сончево, попладно е можен развој на нестабилност која ќе донесе врнежи од дожд. Температурите до 32 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 23%. Температурите по градови се следните: Штип 32 степени, Карвинци 31, Пробиштип 29, Чешиново Облешево 31, Кочани 30 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 28 степен, во Пекчево и Берово максимални 25. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот пророк Елисеј, во католичкиот на Кирил Алекса.